Значи, нашата соработка е успешна, работиме и стварно сакаме нешто да од она што ни го оставиле нашите родители, значи вакви манифестации во врска со верски празници, да ги оставиме и ние во наследство на нашите деца, внуци и така натака. Значи да знаат секој празник што, која традиција или било што. Значи оваа младина денешнава, не сакаме да ги критикуваме, меѓутоа многу малку знаат за нашите верски празници, традициите што биле некогаш и дека треба да се продолжат и понатаму. Например, еве јас стрикно за празникот Прочка како дете се сеќавам 70-тите години. Моите родители, мене, мојата сестра и мојот брат не облекувале во традиционални носи и не носеле на калето, каде што овој празник, значи цел ден се поминувал на калето горе. Јас како дете паметам само убави ми останале во сеќавање, убави насмејани, значи лица, распејани, тие зурли тапани горе и она традиционалното што го кажа мојот соговорник, на тој ден, значи треба да му простиш, само се изговараше прости ми, просто нека ти од мене и од Господ. Тие ми останале, значи, во сеќавање, ете од детството, затоа што моите родители инсистирале, значи, да ме носат на такви празници, за да јас почувствувам и да го запаметам тој ден дека нешто се случувало, дека е Прочка. Времето ќе биде убаво, велат од управата за хидрометеоролошки работи цел викенд, што значи дека ако времето е убаво, се е некако полесно во поглед на организацијата. Како ќе биде организиран денот? Така, организацијата ќе биде, прво ќе се собереме пред седиштето на Железничкото културно-уметничко друштво, тоа е транспортен центар до пошта. Тука ќе се соберат, поред нас ќе има уште неколку културно-уметнички друштва, таа да ги напоменам сега во оваа прилика. Поред Вања Лазарова пејачката група, ќе настапи Китка од Драчево, ќе настапи Жени Јол, ќе настапи, тоа е турско друштво, ќе настапи Ибе Баликучи, тоа е албанско културно-уметничко друштво и ќе настапи Кочо Рацен од село Љубанци. За почеток вака, со скромни средства вака да го одбележиме, па се надеваме во иднина ќе имаме поголеми така настапи. И да напоменам, значи, собирањето ќе биде во 10:30 часот. Се поаѓа од тука со сите облечени во народни носи, со музика, се поаѓа поред комплексот на банките, по кеот на Варда 13 ноември и доаѓаме до плоштад Македонија. На плоштад Македонија ќе се задржиме околу 60 на минути, со тоа што сите ќе настапиме со некое своја кореографија од друштвото, меѓутоа ќе зиграме заедничко оро, па ќе дојдат и посетителите да се фатат на тоа оро, така да и со луѓето ќе некои што сме сгрешили ќе си простиме на плоштадот. По завршувањето на тоа се враќаме во седиштето на Железничкото културно-уметничко друштво, таму имаме сала и во салата ќе направиме едно дружење, таму ќе одиграме секој по една своја кореографија, а после тоа ќе имаме вака едно видување. Ги имали младите во оваа приказна? Па младите, има млади учесници? Па има млади учесници, така да овие што ги напоменав, сите се млади. Значи ќе имаме една група млади деца фолклористи од Владотасевски и овие другите групи се млади. Значи само ние сме повозрастни, ветерани да би рекле. Значи најважните за традицијата. Па да, и да пренесеме традицијата. Сепак има заинтересираност младите да другаруваат. Кои ќе заврши дефилето, што понатаму? Кои се активностите на кои што ќе бидете фокусирани во периодот кој што следува поединечно? Па ние како значи ансамбл Вања Лазарова традиционално секоја година по повод верскиот празник Великден, значи имаме хепенинг пред црквата Свети Ѓорѓија во Чаир, каде што нашето членство мислам со своји средства и со помош на Црвениот крст, секоја што ни излега во пресрез, значи за се што ни требаат продукти, тука се они ни ги набавуваат и нашите жени тоа го изработуваат, благи или солени производи, сето тоа убаво спаковано и доаѓаме, правиме еден хепенинг пред црквата Свети Ѓорѓија, ги продаваме тие производи, потоа ги наменуваме ние каде ги даваме и што ги доделуваме тие средства. Така да имаме голема поддршка и од Црвениот крст, затоа што ние, нашиот клуб и ансамблот е дел од Црвениот крст на Чаир. Единствена сме организација што сме под капата, што велиме, на Црвениот крст и успешно работиме
како клуб 30 години. Тука е формиран и ансамблот од нашиот доајен, за жал не е веќе меѓу нас, господјата Вања Лазарова, која го оснива нашиот, на почетокот беше пеачка група како Хумани срца, пошто бевме од дел од Црвениот крст, потоа прераснавме во пеачка група и станавме сега ансамбл за народни песни. Вања Лазарова, значи успешно работеше со нас, доста многу не научи и ние сакаме, мислам, мораме желбата незина да исполниме и понатаму да ја гаиме македонската песна и да продолжиме да работиме како што работевме со неа. На што ќе се фокусира културно-уметничкото друштво Владо Тасовски во периодот кој следи? Во периодот што следи, имаме активности. Прво, ние сме сепак организатори на една манифестација во спомен на нашите пријатели. Значи, таа манифестација ја организираме секоја година и оваа година ќе биде таа организација. Потоа имаме активности во однос на вежбање на ората. Само би напомнал некој да ги застапиме Срецело, Повардарие, Калајџиско. Имаме игри од Егејски оддел на Македонија. Секако не може да се заборави тешкото и невестинското. Тоа се ора што секогаш будат една традиција, едно видување. Потоа би ги рекле Мариовската тресеница, Водарки, Осуговка и така други. Така да ќе настапиме на неколку домашни фестивали, а планираме ова година секако да излеземе и надвор од границите на нашата држава. Нема да откриваме се, да дадеме поводи за следно. Ние го кажавме само хепенингот како Вања Лазарова, меѓутоа имаме доста активности, излегуваме и доста надвор, сме учествувале на многу фестивали надвор од земјата, како што се во Париз, во Шпанија 4 години, Литванија, Латвија, Балтикот, Полска, Чешка, Турција, Бугарија, значи големи успеси имаме, така да би сакали понатаму да продолжиме. Ќе заборавив да си ги поздравам и да им честитам празник на моето членство и на членките. Честитки од нас. Да, да им го честитам празникот 8 март и да имаат уште поголема енергија од оваа сега што ја имаат. Сите што се чудат со нас од каде ја црпите таа енергија, како можете се да постигнете и да направите. Јас можам да ви кажам дека секој, ако добро си го реализира времето, има, значи ние сме мајки, сопруги, баби, имаме време за све. Апсолутно, ако се организира времето, има време за се. За сето она што ќе се случува во периодот кој што следува, ќе ви имаме повторно како гости, но ајде уште еднаш да ги поканиме гледачите. Значи, ова прилика ја користам да ги поканам сите граѓани на град Скопје и пошироко да дојдат, да ги понесат со себе своите мали внучиња, да другаруваме и да продолжиме традицијата да ја негуваме. И да си простиме на тој. И да си простиме. Суштината на празникот, да си простиме, така е, апсолутно. така. Благодарам за гостувањето во денешното издание на Македонија наука. Благодарам.